Почитувани гледачи, добри ни дојдовте. Вие сте на вистинското место и вистинската фреквенција. Следуваат минутите предвидени за добро познатиот неделен магазин Наша сцена. И во ова издание на Наша сцена ќе понудиме бројни музички новитети. Се разбира промоции на нови видеозаписи, како и разговори со она што музичарите го творат и создаваат во периодов. Секако, накратко ги имаме Профа Бенд, Милениум и Маријан Васковски. Причина повеќе да го заинтригираме вашето внимание, за да останете со нас. Со промоција го започнуваме ова најново издание на Наша сцена. На почеток ќе ги погледнеме Тони Димитриовски и Джесика Маркович со песната Кога ќе одиш моме. Па на самиот почеток уживајте. Профа Бендот, кои што бележат бројни настапи во нашата земја, а особено беа доста барани и во летниот период. Неодамна снимија видеозапис за нивната песна «Песно моја». Видеозаписот се снимаше на неколку атрактивни локации во Кичевскиот крај, а зад него ќе се потпише и продукција. Повеќе од разговорот со нив.
Поштувани гледачи, екипата на НТВ се наоѓа во Кичево, а поводот е снимањето на спотот на Профабенд за песната "Песно, живот е мој". Повеќе детали ќе дознаеме од моите денешни соговорници Горан и Теодора. Колку сте задоволни од денешното снимање, Горан? Прекрасно, премногу задоволни. Еве завршивме конечно веќе со снимањето со работата за спотот и се надеваме дека ќе биде доста успешен, гледан, убав и така. Дали се изморивте или може уште да снимате? Може уште? За мене може уште да. Не е доста. Не е доста, не. Ајде да му објасниме нашите гледачи на кои локации се снимаше овој спот. Па вака, спотот го снимавме на неколку локации и тоа бевме во нашиот нов ресторан и хотел допрва, значи Атва Резиденс, да ги поздравиме, душа на крај ќе поздравиме сите, потоа куќа на уметноста, и овде во Домот на култура во Кичево и во галеријата, што е подобна ликовна галерија подобна култура, да им се благодариме многу на сите што ни дозволија да ги искористиме нивните прекрасни локации за снимање, така да многу сме им благодарни и тоа е тоа. Теодора, како си поминавте? Јас си поминав навистина супер. Екипата на НТВ беше супер и соработката беше одлична, така да навистина сум задоволна од снимањето и едва чекам да видам како ќе испадне спотот. Така, во најскоро време нашите гледачи ќе имаат можност да го погледнат спотот. Горан, чие дело е оваа песна? Ја изведовте на Лешок фест, така? Така, песна изведовме на Лешошки фолк фест оваа година. Автор на музика и текст е Милче Стојанов од група Џумбуш, да го поздравиме него. Аранжманот е мој, снимано кај мене во студио. Теодора пееше и тоа е тоа. Вие сега снимавте спот. Кои се вашите очекувања, Теодора? Моите очекувања е најпрво значи да им се допадне на публиката, така да нормално очекувам можеби ќе имат некои критики, отворени сме за тоа, меѓутоа очекувам да им се допадне, чекам какви ќе бидат коментарите и сето тоа. Според она што можев јас да го доживеам денес, јас мислам дека ќе биде навистина прекрасен спот. Се надевам дека и на нашите гледачи ќе им се допадне. Тоест јас сум сигурна дека ќе им се допадне. Горан, спомнавме дека песната е изведена на Лешочки фестивал, како поминавте таму? Па одлично беше таму. Добро поминавме, презентиравме песната за прв пат и сега се надеваме и на уште поголема гледаност и да се расшири едноставно гледаноста на песната секако со овој спот и се надеваме на голем успех. Така, како што кажавме, ова е соработка со им продукција, ајде и од тебе да слушнеме каква е оваа соработка, колку си ти задоволен од соработката со им? Па одлично, презадоволен. Ова е конечно неодамна го најавувавме снимање на спот, долго најавувано дека ќе сработиме нешто и конечно се случи тоа да завршиме да ја почнеме поточно и тоа соработка со спот, па ќе видиме понатаму, продолжуваме со соработка секако со вас. Се разбира дека ќе продолжиме и во иднина. Теодора, како помина летниот период за Профабенд? Работно, морам да кажам дека работно помина летниот период, повеќе бевме зафатени со свадбени веселби и такви прослави. Меѓутоа беше навистина работно, имавме време за одмор, малце да искористиме и тоа е тоа. А во кој регион најчесто бевте застапени? Најчесто бевме тука во Кичевскиот регион, Дебарски регион исто така имавме неколку свадби во Албанија, во Тирана кај нашите македонци и бевме навистина прекрасно пречекани. Супер си поминавме и тоа е тоа. Една свадба со нас беше и познатиот Кинг Фирус Мустафов, да искористиме прилика да го поздравиме. Така, значи си поминавте прекрасно. Каде во моментов публиката може да ужива во Профабенд? Во моментов во Гостивар, се зависно кога ќе се емитува оваа снимка, овој петок сме значи во Гостивар во Дипломат, а во сабота во Крушевска одеја во Крушево, па покануваме и вас и сите гледачи кои сакаат да повелат да дојдат. Убаво да се забавуваме. Така. Дали можеби веќе размислувате и за нешто ново? Дали можеби се подготвува веќе некоја нова песна или некој нов проект? Приоритетот сепак беше ставен на оваа песна и на видеозаписот, така да имаме во план нови песни да се прават, меѓутоа се уште ништо не е започнато. Има време. Така. Дали можеби Горан предстои некој настап надвор од нашата земја? Па во преговори сме за еден настап и тоа за Германија, меѓутоа ќе оставиме тоа кога ќе биде, тогаш ќе изрекламираме секако кај вас.
ќе пуштиме реклама, така да ќе се знае тоа. Така, ете и нашите гледачи широм светот ќе имаат можност да ве погледнат, да го погледнат вашиот нов спот, се разбира, ќе го препознаат вашиот квалитет и јас сум сигурна дека ќе ве поканат на некоја турнија во подалечните земји. Да се надевам. Јас ви благодарам што одвоивте време да кажете збор 2 за нашите гледачи, па се надевам дека овој спот ќе биде одлично прифатен од јавноста и ве очекуваме повторно и во нашето студио во Охрид. Ви благодариме и на вас. Се надевам дека на гледачите ќе им се допадне спотот и очекуваме позитивни коментари. Тоа е тоа. Поздрав до вашите гледачи и се гледаме наредно повторно. Ви благодарам. Каков ќе ми е животот без тебе, не можам да си замислам. Без тебе песно моја, без тебе судбо моја, не можам јас да заспијам. Без тебе песно моја, без тебе судбо моја, не можам јас да заспијам. И дур живеам, ти си ми љубов најверна, срце и душа давам, пресно за тебе.
Битолската група Милениум, кои што веќе од почетокот на октомври месец се наоѓаат на австралиско тло на нивната долгонајавувана голема австралиска турнеја. Пред да заминат беа гости во им продукција. Тие најавија дека ќе го дадат својот максимум на сите престојни концерти во оваа далечна земја, се со цел да ги развеселат нашинците и да остават добар и позитивен печаток. Почитувани гледачи, наши, а се разбира и ваши денешни гости во музичката емисија на наша сцена се двајца од групата Милениум од Битола, поточно Владко и Стефче. Добро им дојдовте. Добро ве најдов. Така, ајде веќе започнеме, наситно веќе се одбројуваат деновите до вашата прва австралиска турнеја. Докаде се подготовките? Па, подготовките забрзано течат. Так. Веќе се припрема, можем да кажем, репертарот за таму, нели? Така. А во постојана комуникација сме и со Ефто, затоа што ова е заедничка турнеја со Ефто Попиновски. И уште одма да упатаме на покана до нашинците во Австралија да присуствуваат на нашите концерти, затоа што мислиме дека, односно ветуваме дека ќе бидат навистина добри. Так. Кој е репертоарот со песни кои што еве го планирате за таму? Па, репертоарот ќе биде македонска музика, исклучиво застапена македонската музика, од тие изворни македонски песни ора, да речам, па до она што сега е моментално ново, што се слуша, така да разновиден ќе биде репертоарот. Так. Имате вие ваши песни, има и Ефто негови песни, сигурно ќе се испреплетуваат тие да, песни сега таму. нели на почетокот имаме еден концертен дел што нарекуваат, каде што ќе настапиме со наши песни, а исто така и Ефто ќе се представи со неговите најголеми хитови. Знаеме веќе дека се навистина слушани во Австралија. Така. И велам, еве покана уште да присуствуваат таму на концертите. Така. Стефче, вие одите за прв пат како група Милениум во Австралија, еве кои се вашите очекувања? Постои ли мала доза на трема? Да, за прв пат одиме цела група во Така. во Австралија, значи низ Европа сме биле на турнеја, ама за Австралија прв пат одиме. Така. И очекувањата се големи сега, да очекуваме концертите да бидат полни, ние ќе го дадеме нашиот максимум од нас, Така. да направиме добри забави. И Ќе покажете што се знаете да свирите и да пеете на некој начин. да, значи претежната, како што кажа колегата, е македонска музика, значи има и значи со изворни значи песни, народни инструменти, јас ги свирам, значи тие Да. гајда и кавал. И така се надевам дека ќе направиме добра забава и добро ќе поминеме. Так. Предпоставувам ќе понудите и спектар од битолскиот регион, од битолскиот крај специфична песна. Да, нормално мора и од битолскиот крај да има песни. Така, неодамна бележевте настапи на Лешочкиот фестивал. Ајде нешто повеќе да кажеме околу тоа, околу песната која беше што ја испеавте, Да. со кого соработувавте околу таа песна. Настапивме на Лешочкиот фестивал по трет пат, мислам. Така. Таму настапивме со песна на Гоце Касаповски, музика и текст, аранжман е на нашиот член Борче Тасевски. Песната се вика Убаво Македонче. Се надевам дека тоа сега веќе сме имале можност некој да чујат. Така. Повторно во тој наш стил, така традиционален македонски. Така. Продолжуваме во тој правец. Так. Колку сте задоволни од таа песна, како беше прифатена ете од тамошната публика на фестивалот? Па навистина можам да кажам дека се само позитивни коментари Так. слушнавме и таму, тоа дека беше фестивалот и после тоа нели Так. по Facebook, овие Так. социјални мрежи. Тие се основни мерила. Да. И сега Так. се надевам дека искрени беа тие честитки, не беа Так. само вака лице да не Така. Минатата година го имавте и проектот Нишка љубовна со ноти проткаена, чинам дека беше. Колку сте задоволни од тој проект, колку станавте попознатливи пред музичката публика тука во Македонија? Тој проект добро помина и е слушан кај и колеги, и кај значи нашите слушатели сите. Така. Добро помина проектот, значи Јанош Ману го правеше на песните колегата Владимир. Така. Ние свириме сите колеги, Да. значи сето е отсвирено таму, во живо е отсвирено, исто е снимано со ИНТВ, Така, со да. вас. Па да, сега добро помина. Добро Колку поминува, време? уште се Така. слуша, мислам. Да, се слуша, барани Да. се песните. Колку време го подготвувавте тој проект? Колку Па, песни беа?
7-8? 7 песни, па скоро цела година мислам дека. Так. Значи се имаше проби, вежбање, па снимање, па Так. да се најди местото, локацијата кај што се снимаше. Битно добро помина сето. Так. Задоволни Работи. Да сте. ние сме задоволни, да. Так. И од реакциите што ни ги дават и Так. колеги, слушатели, Так. задоволни. Веќе сме на крајот од летниот период, претпоставувам беше турбо работен за вас. Немаше пауза. Не, воопшто немаме ниту еден викенд слободен. Така. И продолжуваме. Така До и овој турнејата, есенски дел, така, да. И септември. Да. Па и октомври сме нели цел во Австралија. Ноември сега така малку ќе намали работата и тогаш Така. ќе одмориме. Ќе одморите и ќе подготвувате нов материјал, претпоставувам. Па веќе подготвено материјалот за второто CD, еве ова беше последна песна на Лешочкиот фестивал, Така. ама сега немаме време нели да го издадеме, па Така. тоа во зимскиот период. Од кој Или ќе се па вратиме можеби од во новата Австралија. година, по нова година, во новата Па година. тука негде, да. Так, што околу видеозаписите, снимањето на видеозаписи? Дали некоја од тие песни на новиот албум ќе добие свој видеозапис? Да, секако дека ќе добие видеозапис. Нели на минатото CD песните исто така има видеозапис. И од новото CD веќе 3 видеозаписи имаме сработена со ин телевизија. Така. Така да планираме за сите песни што ќе бидат да имаме видеозапис. Така. Иако е можеби малку рано, но сепак ќе ве прашам, еве после таа австралиска турнеја ќе се вратите во ноември месец, веќе ќе наближуваат и новогодишните празници тука кај нас. Што планирате тогаш? Па сега за нова година уште никаде не сме ангажирани. Така. Се надеваме дека ќе бидеме негде, ќе забавуваме. Сега каде не знаеме уште. Значи, Так. може и рано, може и не. Најверојатно кога се вратиме од Австралија, Ќе се додефинираат да, работите. се дефинира сето. Так. Во ред, ми преостанува да ви посакам многу успех, пред се многу успешна турнеја во таа далечна Австралија и секако ќе ве очекуваме повторно назад да ни се вратите со печатоците од турнејата. Благодарам и на вас на поканата, што не поканите да видиме гости во ИНТВ, па се надеваме на понатамошна соработка пак да се гледаме. Кога се вратиме од Австралија пак Секако. да ги кажеме импресите од таму. Секако, да првите пренесеме печатоци тука. ги очекуваме токму тука пред Да. нашата публика. Да. Благодарам уште Благодарам. еднаш. Очите и бистри како небото, лицето и гре како сонцето, косите долги свила коприна, Господ да ни даде мир и добрина. Косите долги свила коприна, Господ да ни даде мир и добрина. Радувај се, мајко, запеј ти, дочека сино да се ожени. Има налична како цвет, полубава нема на цел свет. Радувај се, мајко, запеј ти, дочека сино да се ожени. Има налична како цвет, полубава нема на цел свет. Мене со љубов да ме опива, тебе моја мајко да почитува. Ке ми роди мајко дечиња, на тебе мајко внучиња. Ке ми роди мајко дечиња, на тебе мајко внучиња. Радувај се, мајко, запеј ти,
dočeka sino da se oženi. Ima slavlična kako cvet, polupava nema na cel svet. Raduvaj se majko, zapej ti, dočeka sino da se oženi. Ima slavlična kako cvet, polupava nema na cel svet. Raduvaj se majko, zapej ti, dočeka sino da se oženi. Ima slavlična kako cvet, polupava nema na cel svet. Raduvaj se majko, zapej ti, dočeka sino da se oženi. Ima slavlična kako cvet, polupava nema na cel svet. Ima slavlična kako cvet, polupava nema na cel svet. Маријан Васковски, кој што долго време живее и работи во далечната Австралија, пред известен период беше тука во родната Македонија. Секако не ја пропушти приликата да гостува во импродукција. Маријан е задоволен од својот бенд во кој што членува заедно 2,5 години, Легато бенд во Австралија, поточно во Мелбурн, како и од песната која што годинава доби видеозапис, песна за народот македонски. Повеќе од разговорот со Маријан. Почитувани гледачи, посебно ми е драго што токму денеска можам од студиото на импродукција во наша сцена да го најавам нашиот гостин, добро познатиот Маријан Васковски, кој што во овој период престојува во родната Македонија, а инаку живее и работи во далечната Австралија. Маријан, добро ни дојде. Добро ве најдов и голема благодарност на вашата покана да бидам денеска во вашето студио. Одлично. Па ајде еве ќе го започнеме разговорот од она што годинава го сработивте заедно со импродукција, иако беше во различни временски зони, во различни земји сниман видеозаписот, сепак е во наша продукција. Кога наша екипа гостуваше во далечната Австралија, го реализиравте видеозаписот за песната Песна за народот македонски. Колку сте задоволни од таа соработка, како дојде до соработка на тамошно тло? Точно така. Оваа година ја завршивме снимката на видеоснимката на песната за народот на македонски. Лани беше таа песна снимена аудио во Македонија, во Скопје. Автор на таа музика и аранжман е Златко Миладиновски, а текстот е напишен од Миле Ѓоргиев, снимена е во Скопје во студио Анастасија. И имавме можност и среќа со доаѓањето на екипата на ИНТВ во Австралија, поради што јас живеам, работам таму, мојот бенд е таму, да направиме еден комбиниран видеозапис кој ќе ги опфати местата во Мелбурн, мојот бенд, мојата екипа и воедно и одовде снимки видеозаписи земени од Македонија, затоа што токму се пеј за минувањето на македонците од Македонија во Австралија, носталгијата, вечните спомени што планираат за родната земја и така натаму, и за роднините и пријателите кои ги оставиле овдека во Македонија.
Така. Видеозаписот е сниман заедно, значи во соработка со Импродукција и Легато бенд, каде што си и ти член. Колку долго си член во овој бенд? Јас сум во овој бенд 2,5 години член. Соработуваме, се трудиме максимално да бидеме професионални. Имавме супер соработка со Импродукција, се надевам дека во иднина ќе продолжат тие соработки, ќе твориме, ќе создаваме максимум колку што можеме нови песни за да бидеме се поинтересни и ние, а и да ја збогатиме македонската новокомпонирана песна. Така, колку членови брои бендот и дали се тоа сите македонци собрани таму во далечната Австралија, со оглед на тоа што тука слушнавме доста позитивни коментари за овој бенд, еве морам вака јавно да ве пофалам. Благодариме, многу ми значат овие убави зборови. Најголемата реклама сепак доаѓа од народот, од луѓето на кои ние му ја промовираме нашата музика, се трудиме да бидеме најпрофесионални, да го дајме нашиот максимум се од себе, за да се осеќаат највесели на нивните свадби, на нивните весели крштевки, веселби, домашни, така натаму. Нашата цел е да оставиме најсилен впечаток во времето во кое ние ќе свириме и ќе настапуваме меѓу народот, белек во нашето време, со што да не памтат подобро, како најдобар бенд. Инаку на вашето прашање членот брои 5 члена. Така. Имаме инструменти сите, кои се потребни, хармоника, кларинет, саксофон, тапани, синтесајзери, така натаму. Составено сите се членови македонци нормално, се од битолскиот и охридскиот регион. Се пронајдовте на некој начин. Точно така. И добро соработуваме, се надевам дека во иднина ќе биде понатаму професионална соработката. Што се досега имате сработено? Еве, ќе те навратам неколку години наназад од колку време обстојува овој бенд и што се досега имате сработено покрај оваа годинешна песна? Овој бенд, значи во времето во кој траи, од периодот од 2,5 години, сепак не е многу долг период, за да имаме можност да имаме создадено некои премногу големи работи. Сепак сме задоволни со тоа што успеавме да го сработиме на ова е наша прва песна. Се надевам дека и понатаму ќе создаваме и ќе твориме многу поубави, подобри, повесели песни. А други снимки, видеозаписи се уште немаме направено, но со планот кој го имаме во наредните проекти се надевам дека ќе имаме многу богата кариера. Така, минатата година се пласира песната Лична Лена, во која што ти се јавуваш како соло пејач. Точно така. Минатата година, токму со вас, со Импродукција, ја снимивме песната Лична Лена. Лична Лена беше на еден автентичен начин снимена, затоа што не почнуваше како другите сите комерцијални песни, туку почна како една приказна, интересна работа во соработка со Солза и Смеја од Битола. И сметам дека на свој начин си освои симпатии кај многу од гледачите, затоа што беше таква промовирана како што ја гледаат луѓето. Така, слушана и барана, доста е барана. Колку, еве, овие песни, да кажем, еве, Лична Лена, песна за народ македонски, се вртени во Австралија, се барани. Колку ве препознаваат по тие песни? Може би за втората е рано, бидејќи годинава се снимаше, но еве за Лична Лена имаме период од една година, значи колку е барана? Да бидам искрен, за народот на македонски, иако е само неколку месеци промовирана песна, мислам дека е многу певлива, мислам дека луѓето ја сакаат. Лична Лена повеќе ја препознаваат по тоа што е, како што напоменав, автентично снимена, почнува со приказна песната, па се опфатени делови на Битолскиот регион и така. Така. Предлагам да направиме пауза со еве било која песна, една од овие две по избор и потоа се враќаме назад во разговор.
Маријан, кажа, значи 2,5 години веќе сте заедно со Легато бенд, бенд кој што е составен навистина за истакнување од македонци во далечната Австралија. Колку сте таму барани? Знаеме имате ангажмани, премногу работи, но колку сте барани и кој е репертуарот кој што го нудите пред тамошната публика? Ова е многу убаво прашање. Нашиот бенд функционира точно по тертип како што функционираат овдешните наши македонски бендови. Так. Поради квалитетот на музичарите, кој го имам и сум многу благодарен со кој соработувам, можеме да понудиме многу широк спектар од вкус на музики. Најмногу ја се промовираме македонската музика, значи тоа гледаме максимум од себе да го дадеме и да си ја зачуваме македонската музика, затоа што ние ако не ја промовираме и ако не ја чуваме македонската музика, нема никој кој друг да ни ја чува. Так. Во ситуацијата во која живееме во Австралија, знаеме дека живееме во едно мултиетничко општество каде што има и многу и македонци, и срби, и грци, и други националности. Сите, да. Значи, младите се земаат, млади брачнови парови се земаат македонци со срби, со значи Мешани. да, се почесто се случува да свириме мешани македонски свадби. И тука веќе можеме да си стакнеме повеќе затоа што можеме да одговориме на поќе жарнови на музика. Си имаше случајно да свириме српска и хрватска свадба. Значи, ние сме сите 5 члена македонци, ама луѓето инсистирале ние да бидиме. Значи, штом сме успеали и кај нив да влезиме, Да ги задоволите. да ги задоволиме нивните потреби, Да, да. сметам дека, затоа напоменувам дека народот е најголем промотор да го изрекламира ако е нештото добро или ако е нештото лошо да кажат дека е лошо. Так. Затоа сакам да се заблагодарам на сите членови на мојот бенд затоа што професионално се трудат пред се да ја зачуваме македонската музика максимум колку што можеме, а и да одговориме на таквите побарувачки кога имаме мешани бракови помеѓу срби, хрвати, како и да е. Така, одлично, пофални зборови за сите членови. Ајде да ги представиме, еве да ги поздравиме. Ги поздравувам членовите на мојот бенд Легато. Тоа е Ромео Георгиев на саксофон и кларинет, Георги е на армоника, Живко Георгиевски е на тапани и Круме Милевски е басист во групата од точно до овој регион, од вашиот Охридски регион. И поздравувам сите и за скоро, само што очекувам да заминам, за 3 дена одма имаме свирка, мислам малце ќе биде напорно патување, работа, ама тоа е животот малце динамичен. Така, добро, сега со оглед на тоа што веќе во Австралија почнува пролетно-летниот, ете би го кажала, период, веќе се пополнуваат вашите бројни работни ангажмани. Со оглед на тоа што ете кажа и пред малку член од Охридскиот регион, членови другите од Битолскиот регион, колку успевате да провлечите таа стара автентична битолска песна и охридска, староградска песна? Токму затоа реков, ние сме малце поинаки од другите, затоа што се трудиме повеќе жарнови. Так. За охриѓаните да го прикажиме во најохридски што може. Так. За битолчаните во најбитолски и за сите други, так. Да речем од сите региони на Македонија луѓе што има, али најповеќе дефинитивно има битолчани, охриѓани, може и од Скопскиот регион да се земат некои луѓе. Се трудиме на свој начин да луѓето преку музиката го доживеат нивниот дух од местото од каде што доаѓаат. И тоа е целта на музиката. Одлично. Кои се следни планови, следни еве можеби реализации во поглед на музиката, можеби нова песна сега во овој период кој што престојува летниот во Австралија? Па можеби да се случи нешто, сега да видиме. За нас е многу значително да имаме и екипа, продукција со која ќе снимиме тоа, доколку ИНТВ има најави дека ќе гостува во ноемврискиот период. Да. Ние сме тука, ние сме да речам таму, тие ако ни дојдат, ќе си соработуваме и така секој можен момент што ќе го имаме, што ќе ни биде даден,
да го искористиме за да создадиме нешто. Така, одлично. Па може би следната година ќе дојдете цел бенд, па тука ќе реализираме видеозапис. Да се надеваме. Така. Така, Марија, ми беше особено драго за остварениот разговор. Големи успеси и понатака и секако ние сме тука за секоја заедничка соработка. Ви благодарам и вас на вашата покана. Ви благодарам на убавите моменти поминати во вашето студио. Да го оставам со здравје и да ве најдам до година уште подобри. Така. И во најдобро светло што може да се прикажува македонската песна преку ИНТВ, затоа што е многу гледана во Австралија. Благодариме навистина за убавите зборови. Еве со здравје и ти да си оди, среќен пат, мирно небо што би рекле, па повторно да се видиме до година. Ви благодарам. Благодариме. И после овие бројни исцрпни информации, верувам дека го задржавме вашето внимание во изминативе 30 минути. Доколку е тоа така, повторно средба ќе ви закажеме за точно 7 дена. Јас сум Весна Баштованска и ве очекувам за 7 дена на оваа фреквенција. Ви благодариме за вашето внимание. Довидување.